Volvo не изложуваше во Детройт, а нема да се појави ниту во Женева. Затоа, место за нови модели, од Шведска пред големата автомобилска смотра пристигнуваат вести за остварените резултати во 2018-та. А тие се рекордни и импресивни во секој поглед. Компанијата лани има произведено 642.000 автомобили, што е за 12,4% повеќе отколку во 2017 година. Приходите се покачија за 30% на 24,3 милијарди евра, а просечната цена на продаден автомобил за 20%. Но профитот, кој достигна милијарда и 370 милиони евра, се зголеми за само 0,9%, а оперативната маржа се намали од 6,7 на 5,6%. Затоа и првиот човек на Volvo, Окан Самуелсон, рече дека иако во согласно со очекувањата, овие резултати не ги задоволуваат нивните долгорочни амбиции. Тој најави дека ќе продолжат да ги зголемуваат капацитетите и да ја засилуваат произведената програма. Еден од новитетите што треба да ги очекуваме е V40, кој сега е најстар во гамата. Според најавите нема да добие директен наследник, туку ќе биде заменет со нов каросериски облик. Каков не е познато, но не треба да изненади ако тој биде во купе кросовер форма. Доколку е така, дизајнот би бил инспириран од концептот 40.2 од 2016 година. Ќе има платформата од XC40 и скоро сигурно ќе биде понуден во плагин, хибридна и електрична верзија. Volvo ќе запре со производството на сегашниот V40 годинава, а кога точно ќе се појави неговиот наследник не е најавено. Овој модел и понатаму ќе остане најмал во понудата на шведскиот производител.